70 македонисти и слависти од земјави од странство на конференција во Охрид по повод 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески. За обидите за негирање на македонскиот јазик порачаа дека е тоа политички, а не лингвистички проблем. Негирањето на македонскиот јазик е политички, а не лингвистички проблем. Ова е ставот на учесниците на 48-та меѓународна научна конференција на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, на која е носечка тема и од раѓањето на Блаже Конески, стожер на македонскиот јазик, литература и култура. Негирањето на постоењето на македонскиот јазик е смешно и глупаво. Тоа не се лингвистички проблеми, туку политички. Мислам дека од еден народ зависи дали својот јазик ќе го третира како посебен или заеднички со некој друг. Ако тоа македонците го сакаат, мора да се почитува, бидејќи има доволно лингвистички разлики да се оправда. Секакви отповикувања за неговата автентичност, мислам дека се непотребни. Поени добива, не знам кој може да добие поени со тоа, освен некој, не знам, политички. Знам за таа ситуација, за тоа негирање. Мислам дека тоа не е во ред и нема никаков смисол да постои такво нешто. Се работи за предрасуди од 19. век на кои што Конески одговорил уште во 1948 година во својата книга по повод најновиот напад на нашиот јазик. Проблемот е кај нив, значи треба тоа да го премамнат, затоа што ние како народ, како нација сме расположени и како луѓе се разбира се сме расположени за соработка, бидејќи има многу, да речам, заеднички работи кои што може да бидат наш плюс, а не наш минус. Тоа се сосема ненаучни тврдења. Значи кога целата наука лингвистичка тоа го потврдува, јасно е дека се работи само за политика. Преку видео врска во работата на конференцијата ќе се вклучи и јапонскиот славист Мотоки Номачи, кој ја најде првата современа граматика на македонски јазик нарачана од президиумот на АСМАМ. Таа е напишана во 1947 година од рускиот професор Самуил Бернштейн и цели 70 години се сметаше за исчезната.